Политичко влијание врз полициските структури е причината зошто полицијата не ги открива сторителите во мафијашките пресметки и нарачаните ликвидации, а расчистува убиства само кога сторителот е познат и најчесто сам се пријавува. Секторите во МВР меѓусебно разменуваат информации од организиран криминал и крвни деликти, но воопшто не действуваат на терен, иако знаат кого треба да го гонат, вели поранишниот началник на МВР Ѓурчевски, кој деновиве е изненаден од статистиката на МВР, која покажува наводно одлични резултати во расветлувањето на убиствата во последниве години. Мора да имаме во предвид покрај слабостите кои што го следат ова министерство години наназад, мора да ги имаме во предвид и политичкото влијание на политичките партии и поврзаноста на политичките партии и лидерите, не само лидерите, него врвот на политиката со овие криминални групи. Врвот на политичките партии и наркоклановите во земјава имаат меѓусебна соработка и заеднички интереси. За избори се користат услугите на членовите на криминалното подземје, а властите пак замижуваат преднарачаните убиства и нивното расчистување, тврди Ѓурчевски. Обезбедувањето на нивна неказнивост, односно заштита на организираните криминални групи, затоа што па во одредени ситуации истите тие организирани криминални групи им вршат валкани работи на политичките партии, особено пред избори, за избори. И покрај фактите кои говорат за несправувањето на полицијата со главите на мафиите, министерот Оливер Спасовски смета дека постојат доволно факти што ќе ги замолчат и боговите во неговата борба со расчистувањето на криминалот. Покрај неговата вчерашна објава, МВР поседува статистика според која само 10% од убиствата не се решени. Според состојбата на терен, билтенот на МВР секојдневно се полни со убиства случајни како резултат на семејно насилство или пак нарушени суседски односи поради различни причини. Па од тука, инспекторите од крвни деликти го знаат убиецот веднаш по убиството. Јетон Кривањева, Викан Жила, Енес Исеини, браќата Камен и Јонус Идризи, двете лица во Топанско поле кои беа изрешетани од Калашников, Наим Ајети, кој пукаше на партизанска пред 4 години, се неоткриените убиства за кои јавно се зборува дека се дел од криминалното подземје, а МВР нема никаков напредок во трагањето по нарачателите.